Господине Фаризи, утре и официјално стартува изборната кампања за предстојните локални избори, конкретно во албанскиот политички блок. Според вас, каква кампања може да се очекува и кои теми ќе доминираат? Кампањата кај албанскиот блок веќе е почната пред можда и повеќе еден месец. Ние не треба да очекуваме нешто ново. Тоа што го промовира во цел овој период по социјални мрежи и во контакт директно со граѓаните, а особено со отварање на нивните штабови, кои повеќе наликува на мини митинзи отколку отварање на штабови, тоа се покажува дека сакат да покажуваат сила кој е повлијателен во теренот кај албанскиот блок, а дополнително на тоа се обидуваат да наметнуваат кој повеќе има поддржувачи во албанското население, кажано условно во ниво на територијата на државата, и кампањата се знае. Повеќе Бдуи сака да наметнува идеја дека овие се референдум, односно дека после некој добар нивен резултат би ја протукал државата во нови парламентарни избори, а од другата страна Влен се обидува да наметнува сега една тема, односно тоа да се фокусира во локалните проблеми кај населението, но пред се ќе имаме една валкана кампања. Дуи генерално води национална политичка платформа и нуди на граѓаните, односно води една кампања што многу е лошо за тоа дека ги нарушува меѓуетничките односи во државата и прави тензии помеѓу двете народи, односно се обидува да наметнува такви теми, се со цел дека албанците се влијани од српскиот и односно од рускиот свет во нашата држава. Добро, во кои општини конкретно од албанскиот кампус според вас ќе се бие најголемата изборна битка и можни ли се одредени предизборни инциденти или пак инциденти на самиот изборен ден? Дуи како политичка партија е фокусирана само на две општини, а тоа е Чаир и Тетове, и тоа ќе се прави најголемата битка, бидејќи се претпоставува дека тие се центрите на албанците во државата, така што Дуи ако го изгуби овие двете општини веќе нема што да бара легитимитет кај албанците. Добро, и за крај уште едно прашање, што според вас ќе се смета за победа помеѓу партиите и кандидатите од албанскиот блок, дали бројот на освоени градоначалнички места или пак вкупниот број на гласови кои што ќе ги добијат на овие локални избори? Овие се избори кои разликуваат од парламентарните избори, на крај ќе се бројат колку градоначалници имат победено, односно освоено, и на крај сите граѓани ќе прашуваат во понеделник кој е градоначалник на таа општина, односно и во ниво на град Скопје.